Како што ви најавив, се враќаме веднаш во студиото со уште еден интересен разговор и со одличен гостин. Ќе му посакам добро утро на Филип Ачковски, магистар по фармација, а заедно денеска правиме промоција на книгата со наслов Топ едукатор. Добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Промоцијата на книгата Топ едукатор беше реализирана на 24 овој месец. Книгата е во продажба, а ние денеска малку повеќе ќе ги запознаеме гледачите со содржината и што се содржи оваа книга. Станува збор за 50 здравствени совети за првите 100 години од животот. За какви совети станува збор и што се ќе прочитаат сите оние кои што ќе ја земат оваа книга во раце? Така, значи, книгата 50 еднакво на 100, популарно наречена, тие 50 здравствени совети е едноставно една круна на проектот Топ едукатор, проект за подигнување на здравствената свест, на кој што работиме веќе нешто повеќе од 2 години. И во тој контекст, една од главните цели на самиот проект беше да малку повеќе влијаеме на општата популација во смисла на одредени конкретни разбирања на тоа зошто се јавуваат здравствените проблеми, како да ги препознаеме првите симптоми, како да си помогнеме самите на себе. Значи, еден практичен водич за самопомош, меѓутоа и кога да процениме дека е вистински момент да се обратиме на лекар или на стручно лице. Во овој контекст, во оваа книга 50 еднакво на 100 имаме бројни теми, значи сите овие 50 на колумни кои што се тука работени последниве 2 години се вклопени овде, кај тука опфаќаме теми од имунитет, од тековната ковид пандемија, од женското здравје, детското здравје, несоница, бројни тековни здравствени проблеми, покачен холестерол, покачени триглицериди. Значи цел еден пакет од најчестите проблеми што секој од нас или ги има, или ќе дојде во контакт со нив во текот на животот и едноставно сметам дека е апсолутно дел здравствената култура на секој човек, не само на здравствените лица, да може да сам си помогне на себе и на своето потесно семејство во една ваква ситуација, да знае како да изреагира соодветно. Многу провокативен наслов, 50 здравствени совети за првите 100 години од животот. Што правиме во наредните 100 години? Повторно ќе се фокусираме на здравиот начин на живот. Во суштина, ова математичка непрецизност е свесна, се разбира, и намерна, и нема само маркетинг порака, туку има и некоја подлабока порака која што се однесува прецена квалитетот. 50 на вистина е еднакво на 100 ако тие 50 години или колку и да се квалитетни, а нема квалитетен живот без здравје. Доколку здравјето е нарушено, секој друг сегмент од нашиот живот ќе трпи и едноставно тоа е една од пораките на книгата. Многу е важно да не дојдеме во ситуација да стекнеме хроничен здравствен проблем, затоа што во тој случај тој ќе ги препокрива сите наши животни ситуации и едноставно тешко е да се живее со континуирана болка, тешко е да се живее со проблем кој што не лимитира и не подсетува секој ден кога правиме било која активност, а при тоа во најголем дел од ситуациите, и тоа е една од пораките на книгата, нездравиот животен стил кој што го водиме, односно самите ние сме одговорни за настанување на голем дел од овие доста фреквентни, вообичаени, да речем, меѓутоа доживотни честопати болести. Така, ќе потврдиме онаа реченица која што често меѓу народот се говори: подобро да го спречите отколку да го лечите било која појава на здравствен проблем. И всушност вие во книгата давате совети за правилен третман на најчестите здравствени проблеми, потоа совети за здрава исхрана и здрав животен стил. Здрав животен стил кој што во последниве години многу повеќе се наметнува како начин на кој што луѓето треба да размислуваат и да практикуваат да живеат. И пред се, дали се сложувате, можеби треба сите да бидеме сами своји доктори, затоа што секој си го знае својот организам и како реагира на одредени работи, дали станува збор за исхрана, за стрес, на дворешни влијанија, па дури потоа да посегнеме по барање помош и од стручни лица. Токму така, изнесовте едно комплексно прашање, меѓутоа во него стои една голема, значајна суштина. Значи, не треба да забораваме дека ние од нас почнува се и со нас се завршува.
И ние не можеме да се абстрахираме од одговорност кога станува збор за нашето здравје. Ниту најдобриот матичен лекар кој што би го избрал, ниту многу подобри здравствени системи од Македонија нема да ни гарантираат дека ние ќе имаме долг, здрав и комфорен, квалитетен живот, доколку самите не посветиме внимание на некои елементи пред се. Во претходниот дел разговаравте и за физичката активност, која што е многу важен сегмент. Барем 20% од квалитетот на животот се постигнува со секојдневна физичка активност и за тоа се зборува меѓу другото во дел од советите. Понатака дискутираме за една здрава исхрана, каде што ќе ги почитуваме принципите на внесување на соодветни материи секојдневно, не е исклучително. Исклучително ќе правиме некои мали сладки задоволства за организмот. И така. Затоа говориме за стил на живот, нели? Токму заради тоа зборуваме, значи пораката на 50 настои на топ едукатор воопшто е дека преку едукација ние треба да ја зголемиме здравствената свест, а на рака на тоа, да бидам искрен, ни одат и тековите модерни како што споменавте. Ќе бидам и подиректен, дури и ова криза ни оди на рака на тоа. Секој од нас малце повеќе да се освести и да свати дека со нашето однесување можеме да придонесеме за подобро здравје, меѓутоа и да придонесеме за влошување на нашите здравствени состојби. Така да клучно е да најдеме еден баланс помеѓу малите задоволства, кои што не сугерирам да ги нема и да се исклучат, меѓутоа генерално да знаеме што правиме, да се движиме по еден зацртан пат на здравиот животен стил и здравата исхрана и на тој начин да си осигураме дека долгорочно ќе имаме едно квалитетно секојдневие. Можеме да потврдиме дека последниве години луѓето последно време се повеќе стануваат свесни за потребата од поголема грижа за сопственото здравје, особено што тоа ни го наметнуваат и условите во кои што живееме, динамичниот живот, стресот, преоптеретеноста, пандемијата која што сега нели го зафати светот и постојано говориме дека можеби најпрво треба да почнеме од имунитетот. Водењето на здрав живот и внимавање на тоа што јадеме, внесување на здрава и квалитетна храна во организмот ќе ни овозможи да го зајакнеме нашиот имунитет, па на тој начин ќе се заштитиме од сите вируси и бактериски инфекции кои што не демнат на секој чекор. Во секој случај, превенцијата, кога веќе дискутираме за имунитет, и имунитетот е подценета тема во нашата популација. Ние повеќе сакаме да можеби со една капсула дојдеме до здравје во моментот кога се почувствуваме лошо. Еднократно да си помогнеме. Не оди тоа така. Имунитетот не оди така, тоа е инвестиција. Тоа е инвестиција во себе. Важен е континуитетот, кој што се постигнува не само со здравата храна и здравиот животен стил, туку и со правовремена суплементација со одветни витамини, минерали и други додатоци во исхраната. И меѓу другото, секој здравствен проблем кој што е разгледуван во книгата 50 еднакво на 100 се води од тие премиси. Значи, најпрво дискутираме за тоа како да го спречиме проблемот или која е позадината, кои се причините зошто воопшто се појавил проблемот. Потоа дискутираме за тоа со кои елементи би можеле да си помогнеме сами. На крајот дискутираме за тоа кои се критични симптоми кои што треба да не насочат кон лекари, кои ќе отидеме на лекар. Треба да ги прифатиме терапевтските совети, бидејќи ние сме побарале помош. Така да тоа е еден склоп. Во таа насока имунитетот е една работа која што не ни гарантира здравје. Тоа е само едно осигурување плюс дека нема да настане одредена болест или дека можеби да го се случи, штетите ќе бидат краткорочни, симптомите ќе бидат поблаги, ние ќе излеземе од целата таа работа, што велиме ние посилни. Ќе ја победиме инфекцијата. Работава е да не се искомплицира, па понатака да влечеме подолгорочни последици, а тоа може да се случи доколку нашиот организам е неподготвен, тоа може да се случи доколку ние со нашето однесување дополнително го оптеретуваме со неправилна исхрана и со претерување, со конзумација на дали е тоа никотин, дали е алкохол, дали се
кофеински, енергетски пијалоци и така натака. Се треба да консумираме умерено и на тој начин ништо нема да биде штетно. Сега, веќе утре започнува новата школска година, нов судир со бактерии и вируси, плюс пандемијата од COVID-19, есента веќе длабоко навлезе, овој период кога треба навистина да го засилиме нашиот имунитет и на тој начин да се заштитиме од респираторните инфекции кои што се најчести во овој есенско-зимски период. Која ќе биде вашата порака и препорака за нашите гледачи, на што да внимаваат и како да се заштитат? Па добро, сега на оваа тема може да зборувам и како стручно лице и како родител на две деца и од лично искуство и од бројни активности меѓу кои што се спроведувани активности во смисла на засилување, задржување на детското здравје. Мора да земеме во предвид дека имунитетот е нешто што се гради во малата возраст. Што и да направиме, не можеме да очекуваме дека нашите деца никогаш нема да се разболат и во таа насока тој контакт со вируси и бактерии нив ќе им овозможи во иднина да бидат поподготвени и на тоа мора да сме спремни. Меѓутоа сепак важно е да имаме една добра подлога, че детето да е здраво, да е добро ухрането, што е многу важна работа, да има навики за добра хигиена, зашто ќе ни помогне целиот овој период. Верувам дека нашите деца ќе бидат поспремни од нас, можеби во тој поглед да влечеме нешто корисно од целава оваа состојба. И трета работа, кога мислам на хигиена, не мислам само на хигиена на растет, туку и на респираторна хигиена. Значи, тие одредени, сугерираме редовно, децата што од во градинка во школа, промивки со солени раствори на носните шуплини, грлото и слично, тие ќе помогнат да ги одржуваме во добра кондиција, да не се налепат одредени вируси и бактерии. Кога зборуваме за превенцијата, покрај здравата исхрана, базирана на овошје, зеленчук, витамини и минерали, важно е, значи, барем 2-3 недели пред стартот, веќе доцниме ако сега зборуваме од овој момент, пред стартот на ваков еден, ќе кажам, настан, односно ситуација кога ќе бидат многу деца во затворен простор, па и возрастни, значи, треба да го засилуваме имунитетот. Тука има проверени комбинации кои ќе помогнат во однос на тоа. Зборуваме за бета-глукани, зборуваме за витамини од групата С, од групата Д, зборуваме за пробиотици, значи цинк. Значи тоа е една комбинација, споменав 5 точки, може да зборуваме и уште, ама еве, барем 5 точки кои што можат да го оптимизираат нашиот имуноодговор, 5 силни имуномодулатори кои што можеби ќе не дојдат во ситуација, ние ќе дојдеме секако во контакт со некој вирус или бактерија. Што сакате правете? Ако не се изолираме, не се ставиме во карантин цело време, што не го препорачувам на никого и веројатно никој не би го сакал, ние не можеме да не дојдеме во контакт со агенсите и не треба да ги гледаме агенсите како нешто што е смртоносно и да се трудиме да ги убиеме сите нив. Треба да се трудиме полесно да го надминеме. Ние сме во кохезија, во кохабитација со нив и важно е да бидеме спремни и или да не ги осетиме или штетите што ќе ни ги предизвикаат да бидат поситни, а од друга страна секој тој контакт ќе не направи нас поподготвени за следен контакт со сличен некој агенс. Така, уште еднаш ќе потврдиме дека здравјето е заедничка вредност на секој човек. Треба да се грижиме за нашето здравје, за здравјето на нашите најмлади, да го зајакнеме својот имунитет и на вистинскиот начин да се справиме со сите здравствени предизвици. Оваа книга, Топ едукатор, 50 здравствени совети за првите 100 години од животот, содржат многу совети, ние дадовме неколку во овој наш разговор, толку ни дозволува времето, но сите оние кои што ќе имаат оваа книга, ќе имаат можност да прочитаат нешто повеќе и пред се да се едуцираат. Една порака за нашите гледачи за самиот крај од нашиот разговор. Пораката е да се свртиме пред се кон себе, да ја прифатиме собствената одговорност за нашето здравје, да размислуваме превентивно и долгорочно и да не забравяме дека најчесто не сме сами во светот, во обкружувањето. Секој нарушување на нашето здравје предизвикува дополнителен ангажман на некои од нашите блиски, на некои од тие што ги сакаме. И во таа насока, ако сакаме еден квалитет, на животот, една долгорочна среќа, треба да се одржиме здрави што подолго
што подолго можеме. Ви благодарам многу за вашето гостување и се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам. Почитувани, тоа беше магистар фармацевт Филип Ачковски, промоција на неговата книга Топ едукатор. Вистинско време за последниот преглед на утринските вести во 9 часот.